Благодарам, подпредседателка, почитуван председател на влада, почитувани министри, колеги и колешки пратеници, почитувана македонска јавност, медиуми. Ќе го искористам моето право за пратенички прашања и истото сите три прашања ќе ги поставам токму до председателот на владата. Чинам дека од она што успеавме да го видиме изминатиот период, особено од страна на опозицијата, ќе се обидам со овие пратенички прашања да делуваме просветителски, заради тоа што имаме чувство дека талка, но и се претворија во центар на дезинформации и манипулации. Имено председателе, тоа дали опозицијата сака да го призна или не, очигледно не собра храброст. Вие имавте интензивна дипломатска агенда на највисоко политичко ниво во изминатиот месец. Впрочем, само пред неколку дена и пристигнавте од Соединетите Американски држави и вие присуствувавте на, би рекла, највлијателните настани токму во овој месец. Именно присуствувавте на Мюнхенската безбедносна конференција, која што ако треба да го објасниме на оние кои што нема доблест да го поздрават вашето обраќање таму, е дека е на рангот од прилика како самит на НАТО или пак како генерално собрание на Обединетите нации, ги собира највлијателните политички лидери, впрочем во Германија, и се говори за безбедносната и одбранбена политика. Не сакаа да спомена дека, впрочем, на истата таа сцена имаше обраќање и идниот канцелар на Германија, меѓутоа истовремено имаше обраќање и лидерот на Украина, господинот Зеленски. Понатака продолживте со вашата интензивна агенда за да гласот на народот, приказната на нашата држава биде слушнена и токму во Соединетите Американски држави. Впрочем, се обратите на највлијателната конференција за политичко действување во Соединетите Американски држави на конзервативците, кој ги собира политичките лидери и чинители не само од САД, меѓутоа и светските и европските лидери. И на таква политичка елита и креатори вие имавте обраќање подеднакво на истата сцена заедно со председателот, а тоа е господинот Доналд Трамп. Во таа насока чинам дека е исклучително важно, како што почнав, просветителски да делуваме за оние кои што до денес не собраа храброст да ја поздрават оваа агенда, каде што говоревте во името на државата, говоревте во името на народот. Замислете токму оние кои што во изминатите 7 години гостувањата или работните посети во Соединетите Американски држави или во Европа ги разбира од рангот на work and travel или пак на дворешната политика разбира како all-in, не остави обезличени и поразени со прилично големи штети по државата, но и на дворешната безбедносна политика. Па во таа насока моето прво прашање би било: како ја оценувате вашата посета во Соединетите Американски држави? Може ли уште еднаш да ги повторите пораките кои што навистина беа силни токму од оваа конференција за политичко действување на конзервативците? Па се надевам, впрочем, откако ќе го слушнеме одговорот, многу брзо од сега ќе се собере храброст и оние кои што не собра, повторно ќе кажам, доблест и храброст, а така наречените големи европејци, големи стратези. Не сакам да звучам многу дрско, но најверојатно кога изворот ќе секне, ќе имаме и паниката и оно што гледаме неконзистентноста во нивните ставови во изминатиот период. Моето следно прашање е домашната политика, реалноста во која што се обидуваме да ја подобриме и е поврзана со локалниот економски развој, односно регионалниот рамномерен развој. Било кој, доколку сега појде во било кое населено место од село до град, може да се види едно огромно градилиште, односно проекти кои што се имплементираат токму од оној проект за кој што претходно исто така опозицијата беше најгласна, но откако економските експерти кажа дека токму овој кредит кој што е позајмен од европска земја членка беше најповолен на пазарот, сега посегнаа да ги критикуваат проектите. Па би ве замолила, доколку можете да кажете кој е вашиот став или размислување токму во дали
успеваме да ги спорачаме проектите кои што беа предвидени со првиот повик, но и која е можноста со вториот повик во однос на искористување на средствата. Третото мое прашање кое што би сакала да го адресирам до вас е судството. Вие, премиера, често знаете да кажете дека потребно е да победуваме и во Брисел, и во Вашингтон, и во Париз, меѓутоа истовремено потребно е да победуваме тука и да обезбедиме достоинствен живот за граѓаните. Без реформи во судството не е можно да говориме за победи ни дома и надвор, затоа што судството и реформите во судството ни се потребни за да ги испорачаме правната сигурност и безбедност за граѓаните, меѓутоа и за идните инвеститори, и за бизнис секторот, но истовремено се подеднакво важни заради тоа што се поврзани со нашата европска интеграција. За 2% доверба во судството излезе дека само Социјалдемократскиот сојуз и ДУИ не успеа да соберат храброст и да се оградат од таа корумпирана стрега која што постои во јавното обвинителство и судството. На одлука на влада донесовте решение, односно заземавте став дека јавниот обвинител господинот Куцевски потребно е да биде разрешен. Оно што е важно е дека тој има аргументи кои што никако не се издржливи. Ставот е јасен дека реформите се потребни. Тој работил незаконски во својата професионална кариера. Меѓутоа и не оправда довербата на граѓаните и институциите. Би сакала да слушнам ваш став, дали конечно можеме да како ја коментирате прочем изјавата на господинот Куцевски и неговите аргументи дека се оградува, односно дека работел законски и имајќи во предвид дека впрочем владата е таа која што го дава нели предлогот, но собранието го разрешува. Ви благодарам на вниманието и еве се надевам со вашето излагање, меѓутоа и со овие прашања, конечно опозицијата, ако не гледа, претпоставам од екраните, бидејќи не е присутна во салата со исклучок на еден колега, ќе успееме малце и просветителски да делуваме врз нив, да ја доближиме вистината, а тоа е вистината за она што се случува и дома, но и во надворешната безбедносна политика. Ви благодарам.